Добар ден на сите, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Можете да ги слушнете сирените од автобусите како свираа во 5:12 часа. Тоа беше една предупредувачка символична свирка со која што се сака да се укаже и да се покаже дека оној кој што должи треба да ги исполнува своите должи и треба да ги реализира своите обврски. Сакам да ви кажам во оваа прилика дека Скопјани заслужуваат јавен превоз, Скопјани ќе го добијат јавен превоз, Скопјани и истиот јавен превоз во моментот се реализира и ќе се реализира и понатаму. Без разлика на проблемите со кои што се соочуваме, без разлика на притисокот кој што се прави како од Министерството за образование кој што не ги исплаќа своите обврски, така и од општините кои што должат спрема јавното предпријатие и кои што општини не ги исплаќаат своите обврски. Сакам да ви кажам, да ви кажам во оваа прилика дека работените во јавното сообраќајно предпријатие заслужуваат плати и истите ќе ги добијат. Дека градот Скопје стои во целост покрај нив и не само покрај нив, но во градот Скопје стои заради сите граѓани кои што живеат во градот Скопје. Сакам да ви кажам исто така во оваа прилика дека кон јавното предпријатие стои отворен долг од страна на Министерството за образование и наука при владата на Република Македонија, кој што е долг во износ од 120 милиони денари и кој што долг е донесен врз основа на одлука на влада и истиот долг не се реализира. Исплата на долгот не е реализирана. Долгот се однесува за вршење на субвенција на линејски превоз за студенти, како и за ученици во средните државни училишта. Сакам да ви кажам дека линејски превоз е различен од договорен превоз и дека ова не се однесува на договорен превоз. Тоа значи дека со оваа одлука се возможува на студентите и на учениците да го користат јавниот превоз во секое време и за сите нивни за оставување и реализација на сите нивни потреби. Притоа, јавно сообраќајно предпријатие во цело се исполнува својата обврска и во ниеден момент ја нема извршено прекин на вршење на оваа активност. Дополнително, што Министерството за образование нема донесено нова одлука со која што ќе се покрие јавниот превоз, со која што ќе се покрие субвенционирање превоз за студентите и учениците на државните средни училишта за период 2022 и 2023 година. И покрај тоа, јавно сообраќајно предпријатие излага во пресед и градот Скопје излага во пресед и ја остварува оваа функција. Сакам да ви кажам дека во оваа држава секој кој што има обврска да исполни. Како што секој граѓанин поединец кој што има обврска спрема државата и спрема други институции и секаде кај што должи пари и одредени средства ги исплаќа своите средства и каде што е нападнат со одредени извршни решенија, така и министерствата кои што се дел на владата на Република Македонија се задолжени и обврска е нивна да ги исплаќаат долговите кои што ги имаат спрема оние кои што вршат услуги спрема нив. Сакам дополнително да укажам дека исто така општините должат на градот околу 40 милиони денари. Тоа овие се долгови без камати, без никакви дополнителни пресметани трошоци. Исто така обврска и на општините и на градоначалниците кои што се раководители на тие општини да ги исплаќаат своите обврски. Затоа што јавно сообраќајно предпријатие во целост ги исполнува своите обврски. Во оваа прилика сакам да укажам да се заблагодарам на ВД директорот на јавно предпријатие за неговиот начин на менаџирање и успех, што и покрај тоа што наследи компанија која што има енормен милионски долг од над 300 милиони денари оставен од претходното раководство, од претходните раководства, и покрај тоа што наследи долг спрема приватните превозници кој што е повеќе од 90 милиони денари, успеа успешно да се справи и да оствари позитивни финансиски резултати, односно да зголеми обимот на работа, а исто така и обимот на прилив на средства во јавно предпријатие. При тоа успешно ги сервисира сите